Хеј. Заборив бе, брат. Како беше? Пандамониум радио шоу. Јас сум Дарко. Не бе, не. Ајде. Знаеш што ти е? Хеј. Пандамониум радио шоу. Ова не е нов подкаст, ова е спешал емисија посветена на нашето искуство на Sunny Hill фестивалот во Приштина. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надевам дека сте добро. Не е дека не немаше нешто многу време, месец дена пауза онака, таа заслужената, тоа време што си го зијаме за да работиме на случајот за трета сезона и за да спремаме нови ствари. Ама у тој период, у тој месец дена се деси онака, се деси некои ствари, нешто за кое што мора да збориме и си рековме дека мора да го оправдаме се до тоа да дојдеме да збориме, да си кажеме тоа што имаме. Брат, се деси многу добра дружба викендов и реално ќе беше најбољи уште на самиот фестивал да ми работеше камерата на телефонот и да имавме услови да го земав роудкастерот и да снимевме онака импресии. On the go? Па реално го зборевме тоа со Димитар, ја ти и Димитар после фестивалот онака кога дојавме дома да седне, така? ги средувавме мемориите и емоциите од проводот на Sunny Hill. Али еве сме тука неполна недела после фестивалот, додека уште ни се свежи мислите да направиме на спешал емисија, да го представиме нашето искуство пред луѓето кои не следат на YouTube и на Spotify, бидејќи се помиравме одлично. Пред да почнеме, само сакам да кажам фала и огромна благодарност до Sunny Hill фестивалот кој ни даде медија акредитација да присуствуваме на фестивалот, да го покриваме фестивалот како медиум, како прес. Тоа е едно нешто на кое Пандамониум радио фокусот е уште од самиот старт, уште кога беше само како идеја и добро е лека по лека што почнуваат директно или индиректно да се разврзуваат работите така. Се разбира дека настаните кои ги организираме ние со Шршац суми организација и после да ги покриваме тука, настаните на кои настапувавме како Д фестивал и другите фестивали во Македонија, пак давам импресии тука, али ова беше да речеме ново искуство за нас во странство каде отидовме и го проследивме фестивалот како прес, како медиум, што е реално многу интересна и многу добра ствар. Малце е поинаку реално да правиме. Јас го имам тоа направено на повеќе пати на фестивали низ Европа каде што сум бил во минатото, али тоа било под други имиња, кога бев на Street FM, Rhythm и Juice. Так. Првото издание на Пандамониум радио дека беше уште на радио на Street FM, али се оваа постава пред се дека беше корона, немаме многу вакви искуства. Али тука сме, уште една благодарност до Sunny Hill фестивал за можноста, за шансата да добиеме такви акредитации и да го покриеме фестивалот од малце поинаква перспектива и мислам дека се помиравме одлично. Да почнеме со едно ретроспективно гледање на фестивалот. Ти отиде прв, јас искрено не ни требаше да дојдам на Скептин AJ30 саботата, бидејќи имав договорена свирка, за жал таа се откажа, но што се откажа си реков за жал одма ќе се одма ќе се пуштам на кај Приштина. Само ти да почнеш, бидејќи ти прв пристигна таму, кажи ги твоите први импресии кога пристигнавте во градот, кога пристигнавте на фестивалот и слично. Знаеш што, ја ќе завратам уште ден-два назад, брат, као ни стига дека имаме апрувал, ни викаат као добре дојдени сте, еве ви карти, еве ви ова, еве ви тоа, добиваме потврден имејл од Sunny Hill и као Дарко ми вика, брат, ја имам журка у сабота, нема можам да дојдам, те молам иди у наше име, преземи, земи запознај се со сите луѓе, тоа е. Океј, идам, нема шанси да испуштам AJ30 и Скепта и ги гледам. Понака као прво нешто што ми падна на уме, на брат ми му беше роден ден тој викенд, саботата му беше роден ден. Си викам, топ, океј, го прашувам него што имаш планови, немам никакви. Он и неговата девојка, ја тргнавме одма, као буквално сабота са бајле, тргнавме кон Приштина. Стигнавме, се сместивме, одма букирање, on the fly, буквално све онака средување карти, докупување карти и само што пристигнавме онака ти ми пишеш дека ќе дојдеш и ти викам окей, тоа е full circle онака. И знаеш како уште самиот старт одма кога стигнавме се чекиравме у стан едно друго, се распакувавме и одма се упативме. Vibe check нормално мора, да, неколку песни онака да се загрееме чисто, пошто иако имаше многу богата програма, за нас е многу непозната бидејќи саботата беше таква, тој хип-хоп ден онака ќе го наречам, каде што имаше многу артисти, но голем дел од артистите на таа сцена, барем на мейн стејџот беа албанци,
луѓе кои што од нивната естрада се можеби и најпознатите, најатрактивните, најголемите. И од друга страна беа Skepta и AJ Tracey хедлайнери. Нормално ние сме за нив двајца отидени и се појавивме, отидовме на фестивал, се чекиравме, се пријавив, кажав дека сум од медија, Пандамониум радио, не примија, ни дадова медија пас, рекоа кога ќе дојде и другиот да се пријавим исто така дека ќе средат. То беше тоа многу професионално, иако имаше моменти на кои што, знаеш како фалеа некои мапи и мислам дека тоа не искрено мислам дека е прва или втора година кога се одржува фестивалов, но тоа нормално е да се среди, бидејќи мислам дека се уште не цела до толку онака интернационален апил, мислам дека е поише за народот од Косово и за луѓето кои што живеат таму. Ама се снајдов, мислам дека беше лесно, онака муабет со луѓе, прашуваме дирекции едно друго, локацијски. Фестивалот морам да кажам дека е феноменален, онака се наоѓа на еден рид, на еден парк, кој што е малце надвор од градот, онака на самиот крај, на периферија од град. Ама пак е во самиот град, тоа е многу интересно, да. Пак е во самиот град и е многу убаво место, една шума онака каде што измеѓу два онака дела има само еден дел каде што нема дрва, каде што има само трева. И таму беше поставено целиот тој Дарко што го нарече панагюр онака каде што имаше шопс, имаше храна, имаше место чил зони, имаше све онака место за да одмориш, за да јадеш, за да седнеш, вециња, тој све тоа, тој дел од она што е битно за еден фестивал за преку ден, за пијачки барови, кафичи исто така за кафе или било што, и имаше еден онака алтернативен стејдж, тоест стејдж кој што каде што преку ден беше активно со најразлична музика, тоа беа локални диџеи кои и каде што после тоа се дешаваше и афтерот после меин стејџот и продолжуваш уште натаму и као онака идеш многу уште пешки и стигаш до меин стејџот кој што е феноменален, као малце е тесен, ќе бидам искрен, бидејќи ширината каде што може публиката да стои е во иста ширина кој што е од стејдж кој што иако голем е мал за таа ширина да биде доволна за луѓе, но е многу долг. И мислам дека као барем ние имавме шанса да се качиме на платформите горе и да видиме колкава е уствари редицата на луѓе и тоа беше нереално онака. Не знам, посебно за таков фестивал не очекував дека ќе се појават толку многу луѓе, ама сум изненаден дека има и као rightfully so, ме разбираш, дека стварно онака беше направено пропер кој што треба. Од друга страна, ти кажав, се стигнавме некаде на кај 4, влеговме, беше топло, ама не толку многу топло, малце облачно, јадевме по нешто, пиевме по некоја пијачка, го прошетавме, го видовме целиот фестивал, онака, то беше, имаше музика, на кај 6 веќе се отвори меин стејџот и сите луѓе наеднаш почнаа да идат таму и тоа беше онака многу премногу луѓе се појавија наеднаш. Не знам, 6 сат веќе почна, имаше некои првите два акти беа, ќе кажам искрено, лоши и мислам дека сите го чекаат тој момент кога се појавуваат тие главните четворица онака од албанската сцена, Lyrical Sun, Ледри Вулја и не знам, тоа беше суреално, брат. Ја таква енергија немам видено многу одамна, брат. Колку акти имаше на меин стејџот пред да се појават Lyrical Sun и MC Креша кои беа првите хедлайнери од албанската сцена? Имаше, мислам дека беше Камал кој што искрено не знам дали е албанец, мислам дека е британец, бидејќи сите песни му беа онака на British English, ама тоа беше многу бавно. И тоа мислам дека тоа е единствениот акт, единствениот настап кој што не одговараше на енергијата во саботата, бидејќи беше многу бавно, беше многу ептен онака. Знаеш, Омар Аполо, дури не е ни Гивиан стил, туку Омар Аполо, онака, само акустична гитара и бавно пеење. Он беше втор, прв беше Нуш или Нуши. Катастрофа, морам да кажам, нема да се воздржам, полошо нешто немам видено. Мора да поработи на сетот и на дискографијата, тоа беше хорендес, онака, као стварно. Ништо него ни разбрав, ама ништо не ми ни требаше. Не знам, онака, се гледа дека публикава го сака, се гледа дека има некои хитови, се гледа дека и знаеш на крај што беше најмеве, публика да поише и пееше неговите песни него ли самиот тој. Два збора, значи лош сценски настап. Прелош, не зборам за песни лоши. Зборам за лош сценски настап, понашање катастрофално, невајбање, недоволно комуникација со публика. Као, он ги прашува нешто, они урлаат сите и брат, он не возвраќа со таа енергија, као само онака колку да се биде. Не знам зошто беше тоа така, сигурно ама почетник, можеби е така некој да речеме вирална звезда, се уште можеби треба да работи на настапот и можеби. Со надежда дека ќе се подобри на следното издание, брат. Можеби, да.
Се надевам исто. Ама кога се појавија веќе овие двајца, тие се heavy hitters, брат. Мислам, не ја ни слушам, не ја ни пратам таа сцена, MC Crash и Lyrical Sun се легенди на албанската хип-хоп сцена. Јас знам дека јас сум настапувано со нив. Тие си многу тамна, брат, као тие не се од пред 2-3 години. Јас пред 10 години со нив имам настапувано на Штулов универзитет во Тетово. Пред 10 години они веќе работеа по 5-10 години. Да речеме го имаат статусот што го ужива на пример Елди Пистолеро или не би рекол Сав, бидејќи не се на најпрвите, али да речеме Пистолеро или екипата или не знам Токсиколози екипата или да речеме што долго време работат, а Lyrical Sun и MC Crash имаат и комерцијални хитови последно време. Така да они да речеме го одбрат тој пат да речеме као Тони Зен или као нешто така. OG во играта, само што се уште имаат голема релевантност унивната сцена. И брат, прво појавување на сцена сурреално, брат. Само што го снема сонцето, тоа беше некаде на кај 8. Мајко мила, брат. Ја такво нешто немам видено, брат. Ти само да искочиш на сцена и само да викнеш нешто. Рачунај дека ништо не ги ни разбирав, брат. Ништо не разбирав, збореа цело време. Константно во тој момент останав и сам. Те чекав или ти да се појавиш или Димитар и Марија да се појават. Димитар и Марија мораше да се тргнат на страна. Ја останав сам, викам не идам овде, се вратам назад, има илјадници луѓе позади мене. Никој никого не пушта напред или позади да иде, хаос е. Немам пијачка, у мене испив 3 джина, брат, вака ги држев, ги испив, имав 3 води, ги испив онака, пошто е претопло и си викам мора некој да дојде да ме спаси. Инаку викам само останав овде на Скепта и на AJ Трези, дојдов со тројца, со четворица и викам се сам ќе бидам на Скепта, ти текне. Почнуваат овие двајца, брат, хаос. Идеа двајца по двајца, прво беа Lyrical Sun и MC Crash и после се појави Ледри Вулја и овој другиов. И брат, си настап, не знам, по саат и нешто, брат, истера, она ептен, не ни бев свесен дека имаат по толку хитови, брат. Луѓе, ја не видов еден човек кој што не ги пееше word for word песните, брат. Нереално, брат. Ја тако немам ништо, ни слично ништо видено. Мислев дека овде знаеме сме биле онака шейк настани. Не е дека као не знам, многу луѓе ги знаат песните на праската на секси, на синката дури. Стварно има легендар. Ова е unmatched, брат. Ова е нереално. Ова имаш 10.000 луѓе in unison, брат. In unison што пеат без никаков проблем онака. Word for word ти ги тераат. Енергија страшна. И плюс сватив дека имаат онака тоа. Знаеш како, нивната сцена, брат, е многу потсеќа на некој чуден микс на македонскава и на пошто на пример кој што кажа Lyrical Sun се ги имаат тие хитови малци и постарете кај што и рапуваат. Ама на пример од друга страна, новиве на пример кој Ледри Вулја, брат, сосема нешто поинако, брат. Ремикси на слични песни на Гасолина, на латино песни. Да, она има од се по нешто, една песна афробит, една песна регетон, една песна творк, една песна трап. Една песна малце по хип-хоп, една песна аптемпо хаус. И на све си играше, брат. На све си играше. Многу чудно беше. Мене од страна од реално bystander сум. Ја тоа не можам ни да го сватам, не можам ни да го да сватам што зборот, ни да ги разбирам, ни ништо. Од страна на енергија, на тоа што се случуваше околу мене и луѓе колку се губеа за музика, си викам, алал, ти чим имаш таква мок и енергија да земеш толку луѓе ти да ги командаш, брат, лево, десно, цела публика правеше буквално на еден момент они кога комуницираат со публика, ја се вртев чисто за да видам за искуство како они комуницираат. Лудо беше, брат, тоа не. И единствен дел што не ми се свиѓаше од нивниот сет на Ледри Вулја, не сватив тоа зошто е тоа така. Последните 10 минути беа скокање на сцена и лоши EDM. Не знам ти дали го фати тоа. Фатив тоа што дојдов јас. Тоа што се бута во гужвата. На најлошиот момент, брат. Онака EDM најлош на цел свет, брат. Мартин Гарикс ти текна за нив е, не знам. Леонар Коен, дека до тој степен, онака, искокаат на сцена и ја вако фостана, викам, што е ова, зошто го правите ова, као, топ сет имавте до сега, зошто ова вака? Па тоа е другата крајност, брат. Ама не, знаеш како? После тоа следува AJ Трейси, брат, кон шо го носиш ова, чудно ми беше, ме разбираш? И најголемиот майндфак мене што ми се десија, завршува Ледри Вулја, се одјавува, ве сакам Косово едно друго, секад си има пораки едно друго, цело време се збореше, пошто и Сани Хилс имаше и не политичка, ама некоја национална она позадина покрај сето тоа и за виза фри за сето. И
И тоа беше окей, мислам, као тоа си е нивно на крајот на денот. И на крај доаѓа, завршува, се повлекува Ледри Вулја, се повлекуваат сите од стејџот и пишува next on stage AJ Tracey. I shit you not, луѓе си заминуваат, брат. Луѓе си заминуваат и текно за нив заврши вечерва, ти тегу 11. Сидам. Гајле ми е за AJ Tracey за скепта, ти текно си ја заврши, I did my thing, брат. Ја дојдов на MC Креша, на Lyrical Sun, на Ледри Вулја, брат, толку. И као у тој момент седам, чекам, го гледам AJ Tracey, се вртам 2-3 пати, никој нема и као се помириш со фактот, веќе сум овде 2,5 сати, седам у едно место, без вода, не напиен, не смеам да се вратам назад, пошто знам дека нема можам да стигнам на истото место, пошто као единствен надеж ми беше дека ќе ме најдете, тебе ти пишувам пораки, не ти стигаат, мајстор, 1% батерија имав пред да ти последнава порака ја враќам, ништа. Само во еден момент, Дарко, го слушам, Трајо! Помеѓу илјадници луѓе, ја не знам, и после ми и ми кажа дека стигнала пораката од брат ми уствари за као да ме најдеш дирекции ти остил за како да ме најдеш. И се најдовме у прав момент онака за тоа што дојдовме таму за тоа што се најдовме и мега. Брат, морам да кажам дека многу ми олесна тоа што луѓе си отидоа после Ледри Вулја, дека да не си отиде не можам да те најдам. Сигурно. Не стигаше во мене, брат. Имаше луѓе позади мене, извини. Имаше луѓе позади мене што се држеа вака за рака и за клештини беа. И никој да не им проаѓа, текнеме му вика не може, брат, се кара. Тоа сватив. Единственото тоа мислам дека треба да се поработи, ти го спомна тоа, имаш право. Ја нема таа се уште фестивалска култура, онака тоа peace, love, happiness, тој момент, ме разбираш, да почитуваш сите други, да малце го немаше тоа, малце беше поише онака, малце по диво, не знам, онака као поагресивно сите си се дојдени за своето, никој не го интересира чуждо, ме разбираш, нечие друго. И малце тоа, ама мислам дека тоа ќе омекне со години, со фестивали, со различни искуства на луѓето ќе се ама тоа не е до организаторите, тоа е до публиката, ме разбираш, мислам дека и као искрено не знам колку Македонија каква идеја Дфест постои, таксират постои многу оддамна. Мислам дека као тука е многу полабаво, поише има таква култура, брат. Приштина, не знам искрено дали има дали гради со години со одење на настани на фестивали, брат. Да, апсолутно. Затоа на пример јас така успев да те најдам тебе, бидејќи фестивалско искуство, знаеш кај може да се бутнеш, знаеш кога треба да се бутнеш, знаеш. Дефинитивно. Од позади шанк да влезам да се бутнам, па се фатив со едни луѓе што се бутаа напред со нив, се ставив. Се ставаш вовче, да. Морав, брат. Они мене ме бутна и им реков, брат, ја доаѓам со вас. Реално. Бруда. Мај бруда. Нема појако да ќе управи до мен стигнавме, си се подиспразни, се најдовме со трајче, се бутнав уште малце. Да, отидовме напред, мораш. Пробавме да прашаме обезбедување каде може да влеземе со медија пасо, бидејќи реално првиот ден никој не можеше да ни објасни. Сите беа као не, никако, не тука, не може нигде, не може нигде. Се случивме со тоа дека треба да си фатиме добро место во публика и си фатиме добро место, застанавме покрај една ограда, запознавме тука и пријатели, другари од Shout to Арбеса и нејзиното друштво и други луѓе кои после ни дадоа вода. Запознавме со едно кругче тука околу нас, си застанавме и си го фативме местото да ги гледаме AJ Tracey и Skepta од многу добра позиција. Да почнеме со нивните настапи? Може. Ајде. Брат, AJ прв искочи AJ, после искочи Skepta. Многу добро, брат. Многу онака стрип даун, у смисла као не беше ништо посебно, немаше кој знае кој стејдж настап, екстравагантно нешто да кажеш. Дојде и си го направи своето, ама и мислам дека и токму и тоа се бара, пошто знаеш како? AJ Tracey артист, британец е, брат, не е се уште на врвот, има уште што да покаже. И се гледаше тоа, као беше гладен онака со енергија, немаше скипнување на лајнови, онака word for word, цели песни. Израпува све, буквално онака без никаква нит хајпмен до него, нит ништо. Искрено не ни приметив дали има и DJ, имаше DJ, тоа беше наместен на друг пулт, не на тој на Skepta, на друг пулт тесно. И ама не знам, феноменално беше, брат, као отвори со неколку полоуки бенгери негови, ама после тоа си почна. Тоест, ми валјда направи некаков посебен сет, не знам, малце порано почна со тие UK two-step ствари. Да. Отвори со Loser, отвори со West End, отвори со... Бра, ја Loser ја немав
има поминато некако, јас знам, ја познавам песната, ама ја Да. немав ваква. Мене ми влезе многу јако дека имаше многу добри visuals. Visuals беа Од феноменално. Куба visuals имаше на огромниот лед екран и песната е добра, кечи е, вајби е и ти ми ја кажа и као бев добро, оваа песна најверојатно има пројдено. И после тоа и се кога заврши настанот и се навратив и стварно е песната топ и си ја ставив и по плейлисти. Имаше многу добри моменти, брат, као енергијата беше многу добра. Интересно ми беше дека луѓе почнаа да урлаат Тиаго Силва. И мислам ја настапи нормално дека ќе ја настапи, ама мене тој дел ми беше поинтересен, искрено ќе кажам. Тој бидејќи AJ Трейси мене ми се свиѓа заради моментот кој што цело време инволвира во неколку, барем во проект, сигурно ќе има една или две, UK Two-Step, брат. Ја стар фан сум на UK, на гараж музика, UK, да, или Two-Step или UK гараж. Фан сум, многу ми е мило кога се интерполира онака рап музика со UK гараж и ги прави феноменално онака, како и најпознатиот хит што му е Let Bro Grow уствари, му е баш у тој фазон и не знам. Брат, мене ми се свиѓа дека и тој го зборевме албумот, како се викаше албумот? Flu Game. Мене ми се свиѓа тоа кај AJ Трейси дека има онака многу како прво добар рапер, стварно добар рапер и се гледа дека доаѓа од рап позадина. Да. И тоа се примети на овој настап дека беше доен раперски да настапи. Значи он доја си ги зрапува песните од збор до збор. А второ што ми се свиѓа тоа што рапува на UK гараж, рапува на трап, рапува на онакви аптемпо, клубски хип-хоп бенгери, рапува на дрил. Све има, да. Се по нешто има и се звучи добро и се е пак во негов стил. Неговиот стил на рапување е специфичен и уникатен за него и функционира тоа. Значи имаш Кукоч песната со Нав, имаш Rain песната со H, имаш песна со Скепта која настапија после онака бенгери. Тоа што мене не ми се свиѓаше кај AJ Трейси е тоа што беше доен. Ми изгледаше дека е доен онака, брат. Беше облечен влечки да има, братов, и можеше да легне на кауч некаде. Сега ние сме подотерани и боле изгледаме од тоа како изгледаше на стејдж. Значи обично пела мајчка Nike, некои шорцеви, најобични патики, онака не си спозамарани. Nike од ДС опрема, дечко овде застанал. Мислам дека онака дали 2-3 пати само имаше интеракција со публика, дојде си го израпува своето и тоа беше тоа. Што мислам дека тоталната спротивност од тоа како изгледаше Скепта на стејдж. Скепта беше лудило, брат. Морам да кажам, AJ Трейси после кога се врати со Скепта, дое бетер, онака само дое со wife битерка на него. Со бугарка, да. Само дое она испотена на бугарка што имаше на него, само на тоа беше, братов, ти текна. Дурек му фалеше само, тоа му фалеше и толку ќе беше, брат. И папучи, брат. Папучи, гучи. Да, после тоа, брат, не знам, AJ Трейси заврши, мислам, као ептен. Мене многу ми се свигаше, брат. Ја буквално бев доен само за тие два артисти, ме разбираш, као all out отидов. Мене ми се свигаше тоа дека се смени енергијата од таа, да речеме, комерцијална, дури на крај EDM енергија, таква малце луда енергија, се врати работата на хип-хоп и онака на тоа што требаше да биде уствари сабота вечер. Така се осеќав бар јас, иако јас тоа стигнав, али кога дојдов беше скроз нешто друго, кога почна AJ Трейси се смени вајбот скроз и се подиспразни и беше таман за седење напред. Така да тоа беа добрите страни на таа дешавка. Да, тоаш почна. Морам да кажам, мислам дека само единствено нешто што ми сметаше и тоа беше кроз throughout the festival, се малце повеќе од доволно големите паузи измеѓу артисти. Као AJ Трейси и Скепта не може да има толку различни сетапи на стејдж. Брат, не има некој сетап, за да има само плеери, 40 минути, за да има 40 минути пауза, мада не беше толку, не беше. Околу 20 и нешто минути беше. И кога искочи Скепта, малце чудно ми беше. Прво се појави DJ Максимум од BBK. Да. Тој е, мислам дека единствениот белец со BBK екипата и е познат по тоа дека е келјав белец, име DJ. Јас го знам вака од видеа и на настапи со Скепти со нивната екипа на секаде. Он искочи прво и пушташе музика на потивко. Пушташе некои UK такви грајмови на потивко. После еднаш се појача музиката и ја пушти Shutdown, брат. Ти текнува? Да. Почна со Shutdown. А Скепта не се појави на Shutdown. Зошто? Почна визуализациите и се, а Скепта не се појави. Зошто? Не знам. Зошто, бе, брат? Не знам, тоа договорено е, брат. Искрено, уште сега ќе кажам, мислев дека тоа ќе биде closing song, брат. Па да. Кој друга ќе биде closing song, брат, точно, на Скепта, ако не е Shutdown, бе, брат? Таа е песната што смени све, бе, брат.
Као исто ко Ledbrow Grove, очекував дека ќе биде она. Не, Тиаго Сила беше последно на Тиаго AJ Сила Трейси. беше последна. Ама па тоа ми е разбирливо Мора да зашто. го спомнеме тоа, брат. Јако имаше член Тиаго Силва во публиката. Никој не ја пееше песната. Реакцијата не на публиката не беше ништо посебно. Да, бе, брат, не ја ни знае песна. Ја и Дарко скокавме само ко будали, брат. И тоа сватив, брат, тие дури и луѓето кои што беа до нас ми викаа као намерно останавме овде пошто као видовме као ќе играте и као реагирате, као знаевме дека никој нема да ви се приближи директно дека нема да ве чепка и дека дупка ќе направите у фестивалов овде бидејќи никој не сака да ве чепне пошто може да повредите некого. Rightfully so. Ама као доаѓа Скепта, тоа ми беше многу чуден момент, пак ќе кажам, ја пушти шатдаун. И као си викам кај е Скепта, окей, поминува цела шатдаун, го нема Скепта и искача братов. И почна, мислам почна добро. Втора или Ја мислам дека прво настапи 2 или 3 неиздадени песни, брат. Или непознати песни за нас. Непознати песни. Не знам дали не знам Скепта песна. Тоа ми е мене чудно. Затоа велам неиздадени. Ја мислам дека неиздадени, брат. Неиздадени пошто сите други што ги настапуваш сите ги знаев онака како не испуштив една песна и настапи со нив. И само застана, направи пауза и кажа дека пред него бил AJ Трейси исто така дека го поштае, дека си двајцата од UK едно друго и го вика на стејдж, го враќа назад. Баш тоа зборевме со Дарко дали така ќе го спојат уствари тој настап дека AJ Трейси можеби ќе заврши со Kiss and Tell, па така ќе се појави Скепта и ќе продолжи. Не се деси тоа, Скепта го повика назад. Така AJ Трейси на фестивали. Да, фер. И ја настапија Kiss and Tell, која што за мене е онака бенгер, многу луѓе не ја ни знаат, ама мене ми беше многу бенгер онака уште која исходи, веќе е стара 2-3 години добри, ама онака солиден хит. Ја настапи, после тоа ја крена уште малце енергијата, за после да ја спушти, ги почна тие побавните Energy и некои такви песни оние што ги има малце побавните за девојките онко што вели. Брат, беше малце хаотичен настапот на Скепта, искрено. Да, се гледаше дека има малце напијано ракија, некоја албанска 100% Беше или wavy. Скендербек, некој Беше wavy човекот, беше онака лабав скрос, се виде бидејќи јас го споредувам со неговиот настап на Exit 2019 година кога го гледав, тоа беше турнејата за Ignorance is Bliss и тоаш брат се качи човекот и настапи кој AJ Трейси што израпува, исто така, само со плюс со шоуменшип и плюс со ефекти, плюс со визуализација и плюс се, значи имаше настап од 1 сат од првата до последна секунда испланиран, израпуван, изнастапен тајт како што треба. Се беше тотално спротивно. Беше доен да се забавува, to have a good time. Валја. И мисля да го правеше тоа, као ајде сега 2 песни за девојките и после вика ајде доста е за девојките, ај сега малце појако. Да, и после 2 песни вика добро, ај сега да го викнам Фриско, мојот човек, Фриско од BBK дојде, ај сега да идеме малце граим. Онака како И правеа 15 минути граим, рапуваа рандом на битови. Да. 16 кифара. Да. Страгал рапери. Не, мислам, окей момент е. Супер момент беше. Реално направиме муабет, брат. Као, тоа луѓе не го сваќаат, брат. Затоа велиме рап и граим се многу различни ствари, брат. Не го почнуваме ова, брат, нема да стигнеме. Не, само ќе го нагласам тоа дека убаво е што го испоштува пошто си ја покажува културата од кај што е доен, брат. BBK е граим колектив, брат. Као Фриско е граим артист. Дојде шоуменшип, шоукейс беше, брат, се израпува буквално 15 минути не прекинаа да рапуваат, брат, онака само се менјаа битови. Само се менјаа битови, брат, као она Five Fingers of Death, брат, кога се појавиле на некој радио на Sway in the Morning, брат. И мене тој дел ми се свиеше, иако можеби не е местото за фестивал тоа да го направиш, пошто си лимитиран, брат, као имаш саат време, зошто би искористил 15 минути на тоа, ме разбираш, као тоа само не ми да имаш соло концерт, можеш да си го дозволиш тоа, пошто тайм слотот може да биде поголем. Брат, мислам дека не е на турнеја човекот и мислам дека тоа ова беше one off show и го направи како што ми се правеше моментот. Да. И се гледаше дека е тоа така. Се гледаш, верувам. Што не е лошо, брат. Ја на пример имам 2 различни искуства со Скепта се и двете се уникатни и добри на свој начин. Да. Не, од visuals, од аспект на visuals и енергијата која што имаше, брат, посебно на Pure Water и на Gangsta. Ирен Сейф исто така. Као многу добра енергија имаше. Као цело време лево, десно ни стејџот со публиката, left side, right side. И плюс и моментот со Фриско, која онака Фриско ја зеде левата страна, он ја зеде десната страна. Имаше интересни моменти, имаше добра комуникација со публиката, ама кој што велиш, тоа не беше дел од цела турнеја за они да имаат унапред испланирано сет-лист и цело време да го повторуваат цела вечер за да биде она ептен перфектно точно, туку ова беше као one-off, се забавуваме, прв пат сме овде, да видиме.
И мислам дека беше окей, као стварно мене ми се свија. Ја прв пат идам на Скепта, прв пат бев на AJ Tracy. Како први искуство ми беа феноменално онака, као искрено за мене тоа беше и wishlist онака да го видам Скепта, пошто ептен онака, не знам, не пропуштив песна од целиот сет и топ беше за прво искуство, мега, за прво искуство, искрено и на фестивал надвор од државава ми беше у Приштина. Исто така мега, се надевам онака и дека ќе следуваат и поголеми ствари. Ама мислам all in all онака саботата се вративме после бевме тоест на афтер, на Дарко еден пријател пушташе на афтерот, на тој алтернативниот стеж, на помалиот, останавме од 3-4 таму. Испивме пуше некој пиво малце да ни спаднат емоциите и енергијата од настапите на AJ30 и Скепта, али мислам дека си го постигнавме тоа што требаше, ги гледавме нив двајца од добра позиција, направија добри шоуа и мислам дека успеавме да го доловивме. Главната причина за која дојдовме, така. Апсолутно. Пред да почнеме со вториот ден да проверам дали снима се и дали е се окей. Мислам дека е окей. Добри сме? Добри сме, али 32 минути требаше. Дарко сакаше ово у 20 да го склопи. Легнавме се, будиме, се средуваме, тушеви едно друго, хаос се деша, нозеве ми паѓаат више, 13.000 чекори, 6 сати стоење, чекање некој да се појави, Дарко или брат ми да се појави у 10.000 луѓе онака да ме кренат. Втор ден, прво прошетка низ Приштина, баравме храна едно друго, седнавме у еден ресторан, масив шараут за ресторанот, за храната, но не и за услугата. Кафе не ќе да ни направат. Дарко мораше да нервозен људ стана. Отидовме у сладкара. Тие што ме знаат. Отидовме у сладкара, пиевме кафе, се вративме назад у ресторанот и јадевме. За на крај да сватиме дека саат време после тоа Дипло отишол у истиот ресторан и него го направиле турско кафе. Епа не може брат сад. Епа ревју имаат сега на Google со 3 stars брат. Тоа и тоа го нагласи без да именуем имење дека Дипло бил едно друго, а други гости видовме. Едно другарче беше му направивте кафе. Пети е сфака, ма гајле ми е брат. Тоа е, ќе си знаат за следен пат турско дека треба да направат брат. Глупости. Храната беше феноменална, прошетка, прошетавме. Мене баш са неделата ми се смени онака мислењето, пошто многу изгледаше диво кога пројдовме, бидејќи единствено нешто што направивме, искочивме од автопат саботата и одма отидовме у апартман, од апартманот директно се спуштивме на кај паркот. Многу изгледаше диво, у горници, несредени улици, ама кога прошетавме неделата ми се смени мислењето дефинитивно. За плоштадот, за шеталиштето, за улицата, онака како стварно после клубот, барот кај што бевме, кај што пиевме пијачки. Све беше on point, брат. Све беше on point. И мислам и луѓето се многу прифатливи, направивме муабет со келнерот, ни кажа дека DJ од Скопје пуштале таму музика, се договоривме, сменивме муабет и разменивме мислења. Ми заврши работа што требаше, секако што треба. Нормално, поштено. И као не знам, после завршивме све тоа, се упативме кон смештај. Сакавме да идеме малце порано на последниот ден, бидејќи јас не бев дента таму да осетам атмосферата преку ден, али не успеавме ни се погоди дружбата во градот и си решивме ајде да не брзаме, ќе си идеме последен ден лабаво, дојавме за тоа што дојавме го направивме, ај сега четвртиот ден да си го искусиме лабаво, да си пиеме пивца, да си јадеме чипси, да си гледаме артистите кои што настапува. Пеја пиво и лейс. 4 евра. Искрено Ке збориме за тоа на крај. Ја искрено бев возбуден да го гледам Дипло, бидејќи Дипло ми е еден од идолите уште од дете кога слушам музика, брат. Не може да не бил на многу фестивали и на многу журки и на Ибица и сегде никогаш не сум го начекал Дипло да пушта музика, брат. Ова беше прв пат да го гледам Дипло, брат, бакет лист на чек имам. Дека реално и мене, брат. Дека човекот е легенда, брат. Тоа што не бев сигурен на каква музика ќе пушти, на што ќе изгледа тоа, али тоа искрено ми се свиеше многу. Пред да го гледаме Дипло, гледавме други 20 артисти, DJ Бурак Јетер беше едниот. Другиот не се сеќавам како се викаше. Тоа бе окей, да речеме такви по наводници ги наречам basic EDM DJ сетови isprogramирани со visuals. Бурак Јетер качи еден човек и на гитарче. Васко Жаба да меме си направивме, да, тоа беше добро. Да му свири гитарче на настапот, тоа е окей, ќе збориме некој друго издание за тоа, за EDM, за настапи, за хаус, разлики слично, не е ни битно тоа, не е ни, да речеме, скопот на Пандамониум радио до негде. Али си беше таман, као немавме никакви очекувања, го чекавме Дипло да се качи. Да. Умеѓу време успеавме да дознаеме, се распрашавме, успеавме да дознаеме малци на среќа каде може да пристапиме со
медија акредитациите и тоа онака направи Ја смени вечер. ја смени вечерта бидејќи успеавме да влеземе до од десната страна на стејџот, скоро до предбината, успеавме да влеземе во VIP-от, онака направивме добри фотки, направивме добри видеа, кои ќе ги представиме и ги представивме више кај нас на личните профили, ќе ги ставиме и на Пандамониум. Онака и беше многу јако искуство бидејќи Дипло имаше многу добар сет кој за разлика на пример од Бурак и Етер, да речеме кој беше однапред испрограмиран и испланиран, Дипло немаше визуализација никакви. Дипло дој пушташе музика. На срч бараше у креатови 100%, у Сарато 100%. Дојде и пушташе музика, као што ствари прават најдобрите, најголемите хаус реално. и техно диџеи, брат. Као доаѓаш, знаеш ти отприлика со што ќе почнеш и како ќе завршиш, како ќе односиш вечерта, ама on the go, on the fly, бираш песни, ги миксаш, имаше некои грешки, ама тоа дава шмек на тоа дека е настап во живо, дека не е се исполнирано. Го прави природно да биде, да. Да. Тоа што многу ни се свиеше, сврте малци хип-хоп. Да, бе, брат, Power ја пушти. Power, баш тоа време 2013-2012, Ken Holdas од Macklemore, он има Major Lazer remix. Се сеќам дека јас го пуштав. Пушти секоја трап журка, брат. Да, така. Секоја трап журка од 2014-2015. Се наврати на тоа, пушти онаа песната X, која он има продуцирано за Крис Браун, Where Are You Now That I Need Ya. Да. House, Tech House ремикси на Way Too Sexy, Tech House ремикс на Icy Girl од Saweetie. Као имаше хип-хоп моменти, имаше Major Lazer и EDM моменти. Што е многу добра склопка и тоа е тоа што го бараме од Дипло, брат. Така. Да, се знае дека, види, нормално е, Дипло може и да забега у многу подлабоки ствари, ама работава е дека на крајот на денот е комерцијален, од комерцијален карактер е и целиот фестивал. Да. Публиката е таква, брат. Публиката ја слушат Бурек и Етер, брат, искина за луѓето кои што беа таму, ме разбираш, као преубаво си помина, имаше преубава енергија. Ја и ти бевме вака цело време, ова го правевме. Да, бе, си уживавме, брат. Канови имав горе у рацете, декна и само и пива рокавме, ништо друго. Али луѓе си правеа топ. Е сега Дипло кога дое, го имаше апла тој момент, онака и комерцијала и после нормално, како Power, не знам, Friends in Paris ја пушти и као све тоа, ме. И као, ама мене ми се свиеше, брат, у тој момент успеавме да се качиме горе, отидовме кон самиот крај, отидовме и десно од стејжот, таму се упознавме и луѓето што беа исто таму со нас, онака огромна љубов ни покажа. Едно братче пива носеше цела, у 20 минути донесе 20 лименки, топ беше муавет прајање, гушкање, Дарко го препознаа чудно премногу луѓе, онака. Као дојде го испушта, да сум ти бил на журката, памтам. Направивме муавет, разменивме контакти, што е исто така многу битно, бидејќи една ствар од сето тоа е не само да ги гледаме Дипло, Скепта и AJ Tracy, да кажеме дека сме ги гледале туку, да стапиме во контакт со тие луѓе кои што тие луѓе беа дел од организацијата, беа од текстав, беа од саунд, беа од све тоа, имаше помеѓу нив пред диџеи, имаше за вижуал, за све, организатори, така да беше многу битно да ја направиме и таа конекција, да се упознаеме, да направиме муавет кои сме, што сме, да објаснеме зошто сме ние овде. Бидејќи искрено ќе видам, ја не видов други со медија акредитација, брат. Не, имаше тие што беа таму. Не, мислам, ама не, повеќе беа она став. Да. Ама као аутсайд медија искрено, барем со нашиве акредитации не видов, бар не ги приметив. Не е ни битно. Битно е ние што отидовме, што испоштувавме, сагавме да и не беше само да кажеме и да се сеќаваме со медија акредитација, сагавме да ги искористиме и да видиме што можеме да направиме, брат. Што можеме да оставиме впечаток некаков за не знам, тоа да може да продолжи и следна година и наредна, да правиме муабет за се понатака што ќе следува. Sunny Hill мислам дека се одржа у Тирана, исто така имаат фестивал. Почна веќе да ги најавуваат. Не знам дали ќе биде толку ударен кој што беше Приштина, искрено. Не можам да знам, ама мора да даме еден шараут до фестивалот, брат. Не знам дали видев вчера објавија. Тие што има купено Early Birds, aka Believer tickets за Приштина. Многу добро. Им следува беа 50 евра. Патем. 70 беа со попуст беа 50. Така? Да. Им следува бесплатно и фестивалот у Тирана. Бидејќи купиле карти 6 месеци пред да се објави било што, онака, само кажа дека ќе има фестивал у Приштина. И тоа е многу чест за фестивалот за тоа. Тоа реално треба да се дешава онака било кој фестивал кој што има поише локации, тоа треба да се деси, брат. Многу голем љубов и многу голем респект тоа до гостите, брат, така да тоа си, значи буквално си верувал дека фестивалов ќе биде добар, си дал 70 евра 6 месеци унапред, само моментот кога го најавиле фестивалот и добиваш бесплатна карта за утирана пак, брат.
Win-win, брат. Да, дефинитивно. Да, многу ми се свиеше ти велам целиот тоа. Има простор за развивање, нормално. Ама тоа све доаѓа со време, брат. Све доаѓа со време, знам дека е огромно онака од логистички аспект, од организацијски аспект е многу огромен зафат, на многу голем размер е тоа. Искрено уште немам прочитано некаде официјално која е бројката на луѓе, ама мислам дека е над 10.000 луѓе кои што присуствувале на фестивалот, брат. Имаше премногу луѓе. Имаше многу луѓе, атмосферата беше топ. Моментот кога се качев горе на платформата и кога погледнав лево онака колку луѓе има позади и тоа се качивме неделата кога и немаше толку многу луѓе. Да. Саботата кога беше уствари главната вечер беше дупло поише бидејќи пак имаше исто толку луѓе као уредицава до кај што завршува main stage-ов. Ама беше преполно, као луѓе се онесвестуваа left and right, брат. Тоа беше и тоа треба да се припази, тоа мислам тоа е многу лоша работа и мислам дека не беше толку губење заради дроги или нешто слично, мислам дека поише беше за од гужва и дехидрираност, да. Дехидрираност, снемување воздуха, онака шанковите беа малце многу позади, ако си многу напред вода да купиш е невозможно, онака, значи си заглавен таму и тоа треба да се поработи, тоа може малце да се проработи, онака да имаш вода, барем, ако ништо друго, брат, вода, не алкохол, ништо, вода да на имаш. фестивали треба, според мене треба да се даваат и бесплатно, брат. Вода у првите редови треба бесплатно се дава, брат. Фер. Значи вода е вода, брат. Значи ништо не го кошта фестивалот да подели 200 води у публика. Ќе ги поделиш како и да нема да знаеш ти 5 води, ќе ги поделиш со друштвото една вода, само да имаш. Тоа се деси и луѓе што ни таа вода 3 голки ми требаше да се вратам у живот, брат. Тоа. Грлова се го да ми пројде онака вода низ него, течност некаква, било каква, пошто 6 сати без никаква течност, не ќе да си изгубам од овде, никој после не ме најдеме, разбираш? Тоа е. Така да, како и да е, сакам да кажеме огромен масивен шараут за Sunny Hill Festival. Уште еднаш огромна благодарност за шансата укажана. За сето тоа многу ми е мило дека успеавме кон Пандамониум и ние да го направиме тој прв чекор онака комедиум, да застапиме нешто кое што го имаме зборено уште од самиот почеток и се надевам на многу поише ствари вакви, дека барем ова ќе не биде stepping stone и за многу други понатака овде и во Македонија, а и надвор од држава. Се разбира. Тоа не е целта, брат. Сакаме да имаме фестивали, сакаме да гледаме концерти, сакаме да збориме за нив, зашто да не го правиме тоа преку Пандамониум радио. Апсолутно. И требаше биде ова видео и аудио од некои 20 минути, али кој знае до колку сме стигнати сега. Сега сме моментално 44 минути. Ако уште работи камерата, се надам дека сме тука. И тоа е тоа, мислам дека сме добри, брат, направивме добар рекеп на фестивалот, доколку имате некои прашања, ве молам поставете ни ги, тука сме да ги одговориме во коментари на YouTube, на Discord, на Instagram, кај сакате. Ако некој му се иде утирана, нека заследи програмата, нека види што се објавува или следна година Приштина, здравје, има време. Имаме се други настани во Македонија за кои ќе збориме понатака, трајчи на некој патување кај што ќе гледа концерти, ќе направиме спешали за тоа пред да се вратиме и да почнеме со третата сезона. Трајче, добри сме? Мислам дека сме добри, дечки, ни фалите. Се надевам дека за кратко почнуваме, мислам се надевам. Ќе почнеме за кратко, ќе ви известиме благовремено кога ќе биде сезона 3. До тоаш мислам дека ќе следуваат барем уште едно или две вакви видеа. Нормално шейк настаните продолжуваат. Имаат голем анонсмент момците кај да е за блиску. Се дешава, нажалост, денес требаше да се дешава Кочани, поради временски услови не се одржа. Се надевам дека ќе се најде некој алтернативен датум во иднина, во блиската иднина. Се гледам у Штип, се гледам у Струмица фикс, се гледам у Скопје фикс, Тетово и Кочани, се надевам се гледаме после тоа да продолжи шейк караванот. Следете на нас на Шершат за повеќе инфо за овие настани и пишете ни на Discord, пишете ни на Пандамониум и се читаме пак и се слушаме у најбрза можна прилика, така? Yes, sir. Поздрав. Чао, чао.